Многу ветување, но слаба реализација. Сериозен пад во странските директни инвестиции во Македонија. Откако пандемијата ги изеде парите на странскиот капитал кој до лани беше во минус, сега се најавуваат нови милионски суми. Од Агенцијата за странски инвестиции најавуваат дека во земјава ќе се отворела фабрика за чипс и дека преговарале со други компании без да посоша за што станува збор и кога би се удрило камен темелник. Еве може да најавам една нова фабрика за чипс која што практично ќе биде прва единствена во нашата држава. Имаме една компанија која што ќе инвестира во Битола, во проширување на своите капацитети со над 100 нови вработувања, 5 милиони евра инвестиција. На прсти се броја странските инвестиции кои ги донесе власта. Најголем дел од нив слабо работат на терен. Иронично, ниту една македонска компанија не отвори капацитет во зоните и покрај законското изедначување на инвеститорите. Од Агенцијата за странски инвестиции сега се вадат со пандемијата. Имаме реинвестиции, нови инвестиции, спомнав дел од нив. Тоа се етапни инвестиции кои што се случуваат. Знаеме дека фабрика не се гради за една година. Тоа за наредниот период се најавуваат, подпишани се некои договори или само е најаве дека ќе дојдат? Во тек се преговори. Дека инвестицијската клима во Македонија не е ниту малку за поздравување, зборува и најновиот извештај на Стеј департментот, каде се наведува дека корупцијата, посебно кај јавните набавки и судството, е главен проблем за водење бизнис во земјава. Корупцијата, наведуваат, е присутна од највисоките до најниските ешелони на власта. Волја да се намали има, но колку сето тоа ќе се преточи во пракса останува да видиме. Само лани Народната банка регистрирала одлив од 9,3 милиони евра. Во првата половина од 2020 вкупните директни инвестиции изнесува 122,6 милиони евра, но тоа е далек од пред неколку години, кога беа забележани рекордни 624,5 милиони евра. Ако владата сака да привлече повеќе инвестиции во иднина, според стопанството, не смее да игра на картата дека државата нуди ефтина работна сила, туку квалификувана, што за жал во моментов во Македонија ја нема.